Драги дечиња, драги првачиња, на овој час по македонски јазик ќе се дружите заедно со мене наставничка Зорица и ќе ги препознаваме буквите Н и буквата Њ. Тоа ќе биде и целта на нашиот денешен час. Да ги препознаваме буквите Н и Њ, да ги пронаоѓаме овие две букви во зборови, односно реченици, и да се обидеме правилно да ги пишуваме буквите Н и Њ. Што мислите вие? Дали овие две букви имаат некаква сличност? Погледнете ги. Хајде да видиме прво како се пишуваат овие две букви правилно. Кои линии ги употребуваме за пишување на овие две букви? Буквата Н. Една исправена линија од озгора надолу. Уште една исто таква исправена линија од озгора надолу. И една легната што ги поврзува двете. Буква Н. Ајде сега да ја напишеме буквата Њ. Исправена линија од озгора надолу. Исто таква од озгора надолу линија. И една легната што ги поврзува двете. Што забележуваме до тука? Дека всушност овие две букви до тука се сосем исти, но буквата Њ се разликува од буквата Н по нејзиното така е, полукругче, односно, може да си го наречеме меше. Јас честопати овие две букви ги нарекувам сестри близначки. Ајде обидете се да ги пронајдете во нашата азбука овие две букви. Каде се наоѓаат? Така е. 17-тата и 18-тата буква поред се буквите Н и Њ. Денес ќе бидеме мали истражувачи. Заедно со ова прваче Николија ќе играме игра Николија истражува. Нема да правиме експерименти, туку ќе истражуваме колку овие две букви Н и Њ се присутни во нашето секојдневно говорење, во нашето читање, во пишувањето. Што мислите вие? Која буква е почесто употребувана, Н или Њ? Еве, Николија ги запишала по еден ред буква Н и буква Њ. Ајде сега и ти подготви ја твојата тетрадка. Едно остро моливче, дрвените боички и еден линеар. Сопри го видеото, подготви се, а потоа продолжи. На една страна од твојата тетрадка, со секоја дрвена боичка обиди се да напишеш разиграни букви Н и Њ. Еве вака, како што напишала и Николија на својот лист. Значи, ќе запишеш онолку букви Н и Њ, колку што боички имаш во твојот комплет, се разбира. А потоа продолжи. Но следува твојата предпоставка. Што мислиш? Дали буквата Н или Њ е поупотребувана? Ако предпоставуваш дека буквата Н ја употребуваме повеќе, на листот што ги запиша буквите Н и Њ во сите боички, заокружи ја буквата Н. Тоа ќе биде твојата предпоставка, која што ќе ја докажуваме во текот на нашиот час. Но доколку мислиш дека буквата Њ е поупотребувана, тогаш заокружи ја буквата Њ. Кој ли ќе биде во право? Вие или Николија? Ќе видиме на крајот на часот, ќе го истражуваме во следните игрички и секако ќе докажеме кој беше во право. Пред вас има голем број на сликички, кои во своето име задолжително содржат или буква Н или буква Њ, или пак може би ги содржат и двете букви. Значи, погледнете оваа голема слика со голем број на сликички. Па погледнете и како се пишуваат и нивните имиња сега. Авион, нос, елен. Во овие три збора досега ги има буквите. Која буква? Н. Телефон, коњ. Гледајте во црвените букви. Шампон, ној. Мајмун, Њујорк. Свиња, ова е паун, Н на крајот. Капини, ноди, њушка. Слон, пожарникар. Вишни, тиња. Калинка, магионичар. Пингвин,
Конјаник е овој збор доле, забележете добро што се случува во зборот конјаник. Маслинки, кањон, следува зборот камион и последниот збор дуња. Видовте како се пишуваат имињата на сите слики што ги гледате пред вас. Ја започнуваме нашата игра. Николија истражува за Н и за Њ. Земете ги повторно вашите тетрадки, моливче или неарод и нацртајте оваа едноставна шема. Како што гледате пред вас, запрете го видеото, нацртајте го на тетрадката ова што го гледате пред вас, со празни полиња кај буквата Н и кај буквата Њ и слушнете ги правилата за првата игра. Вие нема да пишувате зборови во овие полиња доколку не умеете секако, туку ќе ги пронаоѓате буквата Н и буквата Њ, истото ќе го прави и Николија. Слушај внимателно. Кога ќе пронајдеш слика, односно збор, кој што започнува на буквата Н, веднаш нацртајте ја во полето кај буквата Н. Кога ќе пронајдете слика, односно збор, кој што започнува на Њ, ја цртате неговата слика во полето кај буквата Њ. Имате време од околу 7 минутки, едноставно цртајте, не обојувајте, туку по завршување на часот, за да не си губите време. Но, ученици, знам дека меѓу вас има и такви кои што повеќе сакаат да ги пишуваат зборовите, да ги гледаат и да ги пишуваат. Па во тој случај можете и да го запишете зборот без да го цртате. Може би и комбинирано цртано и запишано. Можете да започнете, еве сликата, барајте зборови кои што започнуваат на Н, односно на Њ, цртајте ги или пишувајте ги соодветно во претходната шема, еве во оваа шема, и потоа продолжете. Значи имате време од околу 7 минути. И кога ќе бидете готови, продолжувате. Еве може да видите што направи Николија. Николија откри 3 слики кои што започнуваат на Н, така, и 2 кои започнуваат на Њ. Еве ги 3 слики на Н што започнуваат и двете, а тоа се нос, еве го Н нос, ној, Н ној и ноди. А што започнуваат на буквата Њ е зборот Њујорк и Николија го пронајде зборот њушка. Други зборови на оваа слика не постојат. И продолжуваме. Истражувањето продолжува. Сега треба да нацртате 2 диаграми. Еден син диаграм, а друг црвен. Еве вака како на сликата. И повторно ќе барате на истата слика. Но сега бараме сликички, односно имиња, но овој пат тие треба да завршуваат на Н, односно да завршуваат на буквата Њ. Во синиот цртај го или пишувај го зборот на она што завршува на буквата Н, а во црвениот она што завршува на Њ. И повторно околу 7 минути време, цртај, пишувај, не обојувај. Почнуваме, сопри го видеото на овој слайд, заврши ја твојата задача, а потоа продолжи. И Николија својата задача ја заврши вака. Можете да споредите што вие сработивте, а што Николија сработи. Таа во синиот диаграм нацрта шампон, бидејќи завршува на Н, пингвин, телефон, камион, кањон, така, мајмун и елен. А во диаграмот на Њ го нацрта само коњот. Коњ. Значи, пронајде 7 зборови кои што завршуваат на Н, а еден збор што завршува на Њ. А вие, ученици? Доколку и вие сте блиску до неа, браво! Продолжете ја вашата игра, бидејќи ова е последна активност за овој час. Сега нацртете 2 големи правоаголника, како на сликата, кои што всушност представуваат кутија Н и кутија Њ. 2 кутии. И повторно ќе ја добиете пред вас истата слика, но ќе добиете различно задолжение. Ќе барате слики.
односно зборови, кои буквата Н ја имаат на средината во зборот, или пак буквата Њ ја имаат во средината на зборот. Еве ова го покажува тоа дека Н се наоѓа некаде помеѓу првата и последната буква. Исто така и Њ. Имате последни 10 минути за работа, значи овој пат имате малку подолго време за да сработите. Почнуваме. Сопри го повторно видеото на овој слайд. Барај зборови со Н, односно Њ на средина, цртај ги или пак пишувај ги како ти е полесно така и потоа спореди со одговорот на Николија. Кога ќе бидеш готов, провери што направи ти, а што Николија. Што забележувате? Може би се двумевте каде да го ставите зборот коњаник, во кутија Н или во кутија Њ. Николија, погледнете, го нацртала коњаникот и во Н и во Њ. И правилно постапила, бидејќи и Њ и Н се наоѓаат во средината на овој збор. Доколку и вие сте постапиле така, или слично на овој одговор на Николија, која што нацртала, еве го коњаник тука и тука, 8 сликички, односно зборови со Н на средина, а 5 со Њ на средина. Браво и за Николија и за вас. А сега, нашата предпоставка. Го завршивме нашето истражување. Што откривме? Која буква победи, Н или Њ? Која буква повеќе ја сретнувавме во овие зборови на сликата од многу сликички зборови? Ајде да потврдиме. Во првата игра пронајдовме Н и Њ. Во првата игра пронајдовме 3 имиња што започнуваат на Н, 3 зборчиња, а 2 зборчиња што започнуваат на Њ. Во втората игра баравме зборчиња што завршуваат на Н, односно на Њ. Пронајдовме, односно Николија пронајде 7 што завршуваат на Н, а 1 само што завршува на Њ, само 1. Дали некој памети од вас кој беше тој збор? Што нацрта Николија за Њ на крај, исто и вие? Конј, така е. И во третата игра 8 зборови има на средина буква Н, а само 5 на средина буква Њ. И сега, иако сме првачиња, знаеме да собираме, умееме да собираме, собирањето го правиме со знакот, така е, плюс. И ајде. 3 плюс 7 плюс 8 еднакво на 18. 18 вкупно зборови со Н. 18 пати ја сретнавме буквата Н во нашите зборови, односно сликички, а 2 плюс 1 3 плюс 5 8. Само 8 пати буква Њ. Кој е победник? Каква беше вашата предпоставка? Дали беше точна? Дали и вие заокруживте Н? Доколку е така, браво! Но и да не е така и некој од вас доколку ја заокружил буквата Њ повторно, браво за сите ваши активности денес на часот, што се потрудивте. Точно, Н е победник, но и Њ е подеднакво важна во нашето говорење. И на крај, за домашна задача, во твојата тетрадка по македонски јазик оживеј ги буквите Н и Њ. Како ќе ги облечеш? Какви детали ќе им ставиш, исти или различни? Дали ќе ги направиш близначки или не? Тоа зависи само од тебе. А бидејќи Николија ни беше гостинка цел овој час, јас ќе ви ја покажам незината домашна задача. Николија својата домашна задача ја изработи еве вака. Нацрта пролетни букви Н и Њ. До видување, до следното видување.